Здраво на сите и добро дојдовте во уште еден Семос Едукаст. Јас сум многу возбудена за денешната тема, бидејќи денеска ќе зборуваме малку повеќе за визуелни ефекти, филмска индустрија, спотови, така натаму. Нашиот гостин денеска со нас е Марко Јовановиќ. Добре не дојде, Марко. Фала. Прво да се заблагодарам на можноста да бидам дел од Семос Едукаст. Да. Сега ќе морам да читам, бидејќи вие имате навистина импресивно портфолио. Вие сте Adobe Certified Visual and Video Design Specialist и Adobe Creative Educator. Имате повеќе годишно работно искуство во графичкиот дизајн и визуелните ефекти во филмската индустрија. Исто така сте дел од Семос Едукација од 2019 година и предавате Photoshop, InDesign, After Effects, како и основи на IT, манипулација на фотографија и портфолио на графички дизајнер. Ова е навистина импресивно CV. Фала. Тие се некои од предметите, има уште неколку, ама да. Кажете ги слободно. Па не, како и други предмети што се од визуелни ефекти, као композитинг, као пейнтинг, преп и основи на визуелни ефекти, 3D во 2D простори, така натака. Ке започнам со темата, односно тоа ќе ми биде првото прашање. Што представуваат визуелните ефекти? Визуелните ефекти, вака, тоа е еден креативен процес и еден креативен дел, да го кажам, од целата таа филмска индустрија, каде што се пробува да се долови нешто кое што можеби е невозможно да се направи, тоа е една од неколкуте причини, каде што се што е снимено, нели, на сет, на некоја сцена, после тоа се обработува на повеќе различни начини. Дали треба нешто да се избрише или тргне, дали можеби треба да се промени небо или можеби по класична употреба на визуелни ефекти, нели, као други планети, вонземјани експлозии и така натака. Така што, тоа е еден процес кој што се користи во ситуации каде што нешто не може да се сними поради некоја причина. Најчесто тоа е затоа што е преопасно или можеби е прескапо или едноставно невозможно. Вие сте предавач на Академијата за визуелни ефекти во Семос Едукација. Сакам да ве прашам, што е она што вас ве мотивира за да предавате? Вака, прво, самото тоа што ја направивме оваа академија, тоа повлече многу истражување, многу разгледување на сите други програми, сите други, можеби, некои едукативни центри или нешто што имаат они што е поврзано со визуелни ефекти. И тоа што го имаше, јас сметам дека не е доволно. И заради тоа, мислам, јас и заедно со другите, нели, од Семос Едукација одлучивме за да направиме една ваква програма, а моето искуство од работењето во таа индустрија, како и графичкиот дизајн, направи една убава спојка на детално и прецизно работење за визуелни ефекти, познавање на сите тие процеси, но истовремено и естетско и креативно размислување, така што мислам дека сите овие работи кои ќе можеме, нели, да ги пренесеме на некои луѓе кои што се заинтересирани за ова, би биле задоволни и би можеле да земат и да направат тоа што и да го замислат. Сега мене навистина многу ме интересира како изгледа еден ден на еден артист за визуелни ефекти, бидејќи знаете, еве од луѓето од моја бранша, ние секогаш некако, кога ќе завршиме со снимање, секогаш се надеваме дека ќе изгледаме или подобро на крајот на филмот или рекламата, токму поради вас. Навистина ме интересира како изгледа еден ваш ден. Вака, има малце различни денови. Ако се работи во филмска индустрија и студио кое што работи баш со професионални визуелни ефекти, малку е поразличен денот од кога се работи можеби фриленсинг или сами кога работиме на некој проект. Кога се работи конкретно за некои ултра популарни филмови и така натака, нема премногу простор за креативно размислување или креативна слобода, заради тоа што се прави многу детално, многу прецизно, под точно определен бриф, нели, заради тоа се тука сите режисери и така натака за да ги замислат сите тие работи, а наша цел и наша работа е уствари тие да ги доловиме, тие да ги направиме на некој начин. Додека кога би работеле фриленс или можеби во некое студио каде што повеќе се работат продукт видеа или музички спотови и така натака, имаме малку повеќе креативна слобода, може да се изразиме креативно, комуницираме ние со тој клиент и така натака.
Мене навистина ме интересира кои знаења и вештини се навистина неопходни за да еден артист за визуелни ефекти биде многу успешен. Па вака, као за почеток, тоа би било трпението, заради тоа што ова е една професија која што бара многу труд, бара многу време. Така што мора да се одлучиме, нели, да си посветиме време и сето тоа детално го сработиме, но секако тука се бара и многу креативно размислување, логичко размислување, око за детали, за естетика и така натака, заради тоа што освен тоа што ние треба можеби нешто технички да сработиме, тоа сепак треба да изгледа убаво, треба да изгледа природно. Заради тоа што нели секогаш визуелните ефекти ако нешто не е добро направено, одма гледаме она не е добро, нешто фейк е, чудно е. И секако тука доаѓаат и сите компјутерски вештини и сите апликации, софтвери кои што би требало еден артист за визуелни ефекти да ги знае, да ги познава. Да. Областа на визуелните ефекти постојано се развива, нели, со нови технологии, алатки, софтвери. Како останувате ажурирани со најновите достигнувања? Па овде најважно би било желба за растење, желба за учење, егото да го тргнеме на страна, дека ние знаеме се секојаш. Тоа е битно. Тоа е најбитно, да, заради тоа што посебно во последниве, па би рекол 6-7 години, многу нови апликации излегува, многу нови процеси на работа кои што до претходно не било така, не се снимало така, не се работело така. Така што и плюс во последниве неколку години како што гледаме со растот на вештачката интелигенција, се повеќе можности, се повеќе опции излегуваат за изработка на нешто кое што можеби ќе заштеди време, можеби ќе заштеди било какви ресурси да се направи побрзо или да се направи можеби подобро, така што да, мора да бидеме отворени за сите тие работи и константно да истражуваме. Да. Визуелните ефекти навистина играат една клучна улога за оживување на нашата имагинација на екранот. Дали може да ни споделите некои примери за тоа како се користат за подобро визуализирање на сложени концепти во филмови, телевизиски емисии, спотови? Па да, баш како што си кажува и самиот нели израз визуелни ефекти се користат за да се постигне некој визуелен ефект. Сега, што би било тоа? Имаме некоја замислена приказна или замислена атмосфера, амбиент и така натака. Доколку тоа не може толку да се долови, да се сними и така натака, тука доаѓаат визуелните ефекти и заради тоа ние можеме да помогнеме со тоа што можеби ќе промениме небо. Да речеме, треба да снимаме нешто на плажа, топло и така, ама се погодил облачен ден, нема везе, ќе го средиме и ќе биде сончево. И така што може да се смени константно било што, дали е тоа некое годишно време или можеби било каков амбиент. Сега снимаме на снег, ама не паѓало снег, ни треба снег, додај снег и така натака. Така што различни ситуации си бараат различни типови на визуелни ефекти, така што може буквално се од различни амбиентални ефекти, различно време годишно и слично, па се до креирање на диносауруси, роботи и слично. Бидејќи вие долги години имате искуство токму во оваа област, зошто навистина вреди да се биде дизајнер на визуелни ефекти? Па прво би го ставил лично за мене креативното изразување. Многу е интересно тоа што можеш да го замислиш, да го направиш во еден продукт, во едно видео, во нешто што едноставно може да се види. И тоа секако тука и желбата за работење на филмови. Јас гледам филмови уште како мал и од секогаш ми биле интересни, па така што со тоа што јам работел на, Guardians of the Galaxy, Batman против Супермен, Fast and Furious, Transformers и така натака. Самата желба да ги видиш тие сите кадри 2, 3, 5 години пред да излезат на киноплатното е еден плюс бенефит, би го кажал, и секако на крај кога ќе можеш да го видиш и твоето име во кредит на тој филм. Ова е навистина многу интересна тема. Сакам да ве прашам, ги споменавте сите имиња на сите филмови на кои што сте работела до сега, можеби ги има и повеќе, кои што не ги споменавте, верувам дека е така. Кој најмногу ве измаче при работата? Ама на крај бевте многу горди, многу срекни дека сте завршиле се како што треба. Да, па имаше многу,
имаше многу кои што бара баѓа детална работа, нели се. Еден како така многу работа и многу труд што требаше беше Suicide Squad и беше X-Men Apocalypse. Барем за мене тие вака два би ги одвоил како едни од поголеми проекти, можеби Тарзан, филмот што беше од 2017, ако не се лажам, и тој беше вака со многу захтевни кадри и секвенции, но ги избуткавме и да. Да. Имате некој омилен филм што може да го издвоите, да? Па секогаш би го издвоил Lord of the Rings како еден од најомилените, мислам, целата трилогија заедно со Хобит трилогијата. Секогаш се враќам на нив, исто и Матрикс, филмовите. Така што најзахтевни се можеби да. Па да, со тоа што и едните и Lord of the Rings, мислам, и Matrix се од таму од 2000-ти и баш во подемот на визуелни ефекти, многу имаат направено за да порасне оваа индустрија и многу на различен и креативен начин размислувале, така што и тоа многу ме фасцинира, нели, сега откако ги знам сите тие работи, сите тие процеси, кога ќе видиш како размислувале, многу е интересно. Добро, сега мене навистина ме интересира колку трае еден ваш работен ден. Многу тешко прашање. Понекогаш, кога можеби би го рекол, нема многу работа. Кога нема многу работа, значи дека има регуларно работа и тогаш е околу 8 сати, но со оглед на тоа што сите филмови, сите проекти се со многу тесни крајни рокови и таму нема поместување. Филмот ако треба да излезе на не знам, 1 јуни, мора да излезе на 1 јуни и тоа е тоа. Имавме конкретно еден проект, една реклама за компанија за коли, нема да кажам за кој како. Тогаш бевме, мислам дека по 13 сати на ден, 20 дена без викенд. Константно, да, така што тоа е нешто што мораше да се заврши, беше поврзано колаборација на повеќе брендови, многу важен период за реклами и така. Така што мораше тоа да се заврши во рокот тие 20 дена и тоа е тоа. Би сакала да ми кажете зошто ја препорачувате Академијата за визуелни ефекти во СЕМОС Едукација? Што е она што само таму може да го добијат студентите како знаење, а не може да го добијат во некои други академии? Па вака, да, како што кажав и претходно, ние направивме едно многу големо истражување на прво што е понудата, што имаме овде како понуда и што има и како понуда и онлайн. Збориме и сите онлайн курсеви што се достапни. И направивме нешто кое што не е фокусирано само за филмска индустрија. Туку направивме да биде оваа програма малку поприлагодлива, што значи нашите студенти можат слободно да најдат, да кажам, работа и проекти насекаде. Да, може да се снајдат и за во филмска индустрија, и за серии на Netflix, HBO, Amazon и така натака, но може да се снајдат и за било кој тип на маркетиншки проекти. Значи, било какво маркетинг видео или можеби музички спотови или можеби некој продукт видео, како рекламни спотови и слично. Така што, оваа академија е направена со студентите во уми како тие би се прилагодиле, а како што знаеме, денешното време нуди прилагодливост и мора, тоа е една од најбитните работи, мислам, што мора ние да ги следиме, така што, мислам дека тоа е нешто кое што ние го имаме, што го нема на друго место. И како крајно прашање, колку сте горд на вашите студенти и на нивните успеси? Многу. Со оглед на тоа што, ова е прва генерација која што заврши и со тоа што видовме, нели, како нашава програма функционира и дека да бидам искрен, сме ја погодиле ептен и со аспект часови и се. Креативите кои што тие ги направија и начинот на кој што размислува и финалните продукти кои што ги имаат се стварно импресивни и сум многу горд на нив, да. Јас многу ви благодарам за разговорот денеска, бидејќи навистина ни споделивте некои моменти од вашето досегашно искуство, кои навистина се прекрасни. И посебно се радувам што разговорот сега ќе го продолжам со две ваши студентки. Баш ќе ги прашам каков професор сте вие.
Ако? Да. И ме радува дека се женски, бидејќи сметам дека порано беше некоја табу тема дека само мажи ја работат токму оваа професија. Па да. Е малку повеќе натака фокусирано, но во последните години се повеќе се истенчува таа некоја граница и мислам константно има нели и машки и женски што се интересираат за тоа, така што да, и за графички дизајн, и за визуелни ефекти, да, многу повеќе се истенчува таа граница, затоа што сите сакаат креативно се изразат. Точно, и тоа значи дека и вие сте на прав пат. Да. Така, да. Добро, после 12, 13, 14 часа пројдени пред компјутер со постојана работа, кој е вашиот издувен вентил? Па, повеќе. Еден е пак гледањето филмови, колку и да звучи контраинтуитивно, и се, да речам, што е поврзано или со дизајн со тоа, или со автомобилизам, затоа што едно од првите работи што ја памтам као дете е гледање Формула 1 и станување во 5 сат са бајле за гледање на трките, така што се уште тоа, гледање на трки, одење, не знам, на картинг и така што тоа би рекол. А некој хоби да ли имате на страна од сето ова? Па, као хоби, можеби би го ставил гейминг, заради тоа што, пак го поврзувам со автомобилизам, пошто имам воланче дома и така, па на симулатори, на различни симулатори со тоа воланче. Така тоа. И како што веќе најавив, со нас овде во студиото сега во моментов се и две студентки, тоа се Катерина и Ангела. Здраво. Здраво. Много сте добри. Одлично, да. И сега морам кога за прво прашање. Од каде желбата да го студирате токму ова? Лично јас имав многу мало признање како доаѓав во академијава. Меѓутоа, со помош на Марко и со другите предавачи, успеав секоја моја замисла, секоја моја приказна во главата да ја претворам во видеофантазија и со тоа да им покажам на сите што јас оствари мислам со тие видеа. Најпрво почнавме да го изучуваме Photoshop, односно, главно Adobe програмите. Навлеговме во Photoshop и потоа се развивме со After Effects, кој што, до тогаш го немав отворено, меѓутоа сега прекрасно го владеам. Најпрво фала исто од мене за поканата на Educast. Вака јас генерално немав некое многу познавање во врска со визуелни ефекти. Не знам што точно представува тоа пред да се запишам на оваа академија, но гледав последниве години како тоа се почнува да биде тренд, да расте, односно искажување, креативност и идеи со видео, во форма на видео, исто така визуелни ефекти во самата филмска индустрија и во самите музички спотови, што воедно мене ми е многу голем интерес уште од мала да гледам музички спотови и нивното креирање. Па тоа највеќе онака ме завлече да се запишам на оваа академија и ми помогна од никакво предзнање да стигнам до тоа да можам да креирам музички спотови, што многу ми се допаѓа и ептен сум среќна за тоа. Да, супер. Па не, навистина е многу, мене ми е секогаш многу интересно тоа кога луѓето излагуваат од својата комфорт зона и кога почнуваат некоја сосема нова професија која што нема врска, на пример со тоа што претходно тие го студирале или пак го работеле. Така да, навистина се радувам за вас две. Дали е тешко на оваа академија да се студира? Не е тешко, предизвикувачки на моменти, но со willpower и со онака труд менување секој час и со одличните ментори што ги имаме и поради тоа се станува целиот процес многу полесен. Самото тоа вака може звучи тешко, креирање на ефекти и такви работи, но со тек на време, чекор по чекор, учиме и стануваме се подобри, така што мислам дека може секој да го изучува ова. Супер. А дали за време на студирањето почесувавте некои потешкоти, не знам, на некој проект кој што ви бил зададен од страна на професорите? Па, во животот нема ништо лесно, секогаш... Така е. Да. Треба да се соочуваме со предизвиците кои што ни се на патот. Еве, јас средношколка со само 17 години, задоволна сум како ги балансирав школото и академијава. Фала Богу, завршив сега со школа и таман можам да се посветам целосно на академијава. За проекти, секој проект си ја носи својата тежина
И затоа се тука нашите предавачи што ни помагаат премногу и многу сум задоволна за тоа. Секогаш не прашуваат дали ни треба помош некоја, дури во секој време од денот, не само на часот, можеме секогаш да им се обратиме за било што и дури нешто што мислиме дека не постои таква алатка, они ќе ни помогнат да ни откријат Да. за било што. Еве бидејќи сега што туку ни спомена дека имаш само 17 години, си навистина многу млада. Може би е рано, но и вас би сакала да те прашам каде се гледаш ти себе си во иднина? Што е нешто тебе најмногу те привлекува како за старт? Апсолутно нешто во IT секторот. Најпрво мислев нешто со програмирање пред да ги дознам визуелните ефекти. Меѓутоа се повеќе и повеќе одам на кај визуелни ефекти или нешто со тоа дизајн, motion дизајн. Да. Супер. А вие, Ангела? Па јас исто така се гледам во префрлање на оваа индустрија дефинитивно, во врска со креатива и видео дизајн, дали во форма на креирање за музички спотови, дали во склоп на филмската индустрија за визуелни ефекти, или исто така илустратор, затоа што знам да цртам, но во тоа поле дефинитивно сум заинтересирана и се гледам понатаму. Да, дали имате некој филм или некој спот, музички спот кој што ве одушевил со визуелните ефекти, кој што навистина го памтите и вие вака на број еден? До сега не гледав многу спотови, повеќе сум да ги слушам песните на стриминг платформи, меѓутоа како дојде потребата ние да правиме спотови во академијава и се тоа треба од негде да се вади инспирација. Ангела ни ги покажа K-pop спотовите. Да, и навистина сум воодушевена како тие луѓе толку можат од нешто што ти не можеш да го замислиш, они го прават. Тоа е се снимано само на зелен екран и ние го гледаме како да е надвор од овој свет. Да. Дивајки, кој е последниот проект на кој што вие работевте? Значи, се уште сме во тек на еден најголем проект во текот на оваа академија што ни бил, а тоа е правење на музички спот на наша тема, односно наша песна што ќе одбереме, со темата да се поклапа со спотот и сега сме во исчекување на финалниот продукт. Смееме да кажеме кој е. Например, ти кој спот го одбра, односно која песна ја одбра? Ајде, нека остане тајна. Да остане тајна. Добро, јас се извинувам. Чекам на финалниот резултат, искрено, јас. Да. Ќе биде во склоп со све што сме научиле до сега на оваа академија. Видео уредување, визуелни ефекти, ќе биде вау! Добро, баш ме радува. Сакам да ги гледам. И сега како за крај би сакала да ми кажете зошто ја препорачувате токму оваа академија за визуелни ефекти во Семос едукација? Зошто младите кои што имаат навистина желба да се занимаваат со ова, треба да го изберат токму ова место за да студираат? Значи, кој не би сакал својата фантазија да ја преточи во филм? Филмот е една фантазија, а замислете ја својата фантазија. Велат една слика и да зборови, а замислете па еден цел филм. Слики, видеа, движечки фреймови, ние што би ги рекле во оваа професија, сето тоа е ваше. Значи, запишете се на вистина на оваа академија и тоа целосно може да ви го смени погледот кон светот, филмскиот свет и се што е околу нас. Дизајн и се на вистина дигитално. Да, јас исто така потполно ја препорачам оваа академија. Ко прво си во многу кул индустрија, дали филм, дали музика, дали исто маркетинг, дел од реклами, уредување на рекламен материјал и така натаму. Ја потполно ја препорачувам и никогаш нема да ти биде досадно, а воедно исто изучуваш и многу кул визуелни ефекти, исто така и можности за видео уредување и така натаму. Ви благодарам многу, девојки, и навистина ужива во овој разговор со вас и ви посакувам вашата кариерна патека да ве носи онаму каде што вие ќе си замислите и посакате. Фала многу.